Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Господин Ангелов, седнавте на директорската функција уште во ноември 2020 година. Веќе четврта година поред го водите процесот на менаџирање во однос на пожарите во земјата. Може ли да кажеме дали и каква поука излековме како држава од досегашните искуства? Со една реченица. Потребна е итна трансформација на целиот систем за управување со кризи, вклучително и на системот за гаснење на пожари како составен дел на целиот систем за управување со кризи. Овој проблем се провлекува години наназад. Веќе 4 години сте нели на функцијата, зошто и досега не се иницираше? Ако прочепкате на Google, ќе најдете една моја изјава уште од 2020 или 2021 почетокот. Значи првите неколку месеци по моето стапување на позицијата директор на ЦУК. Во таа моја изјава зборувам дека итно е неопходна реформа на системот за управување со кризи. Но важно е да се знае дека Центарот за управување со кризи е само една од институциите во тој севкупен систем за управување со кризи. Бидејќи во суштина системот го чинат безмалку сите државни институции, па би рекол дури и обичните граѓани. Затоа што ако граѓанин движејќи се во природа, најде на мал пожар, ако скокне, ако е во чизми изгази врз него и го изгасне, тој помага во гаснењето. Во водењето на оваа институција имав одврзани раце од претходната влада, немав мешање во мојата работа, јас ги носев одлуките при менаџирањето на кризните состојби, со така имав одврзани раце. Но не ми беше дадена можноста да направам трансформација или реформи, длабоки, корените реформи на системот за управување со кризи. Претходниот премиер, односно премиерот предходниот Зоран Заев, беше свесен дека системот не е како што треба, тоа му го имав презентирано. Имав разговарано и со поранешниот претседател Стево Пендаровски на оваа тема и двајцата беа согласни дека системот за управување со кризи треба да доживее длабоки реформи. При тоа се иницираше седница на Советот на безбедност. Значи проблемот беше издигнат на највисоко државно ниво, веднаш после големите пожари од 21 година. На таа седница на Советот за безбедност беше донесена одлука, односно заклучок, да се препорача на владата да формира работна група која што ќе понуди нов концепт на системот за управување со кризи. Неколку дена подоцна владата донесе заклучок, односно одлука, да се формира работна група која што требаше да ја предводам јас како директор на Центарот за управување со кризи, која што треба да понуди нов модел на системот за управување со кризи. За жал, една недела подоцна, според мои неофицијални информации, министерката за одбрана Радмила Шекеринска влијаела ова одлука да се прииначи во сосем друга насока, каде што ме задолжија мене и директорот на ДЗС да излеземе со некаква концепција. Јас сум премногу искусен за да знам дека од тоа нема ништо, бидејќи ние двајца никогаш нема да се договориме, нити смееме да понудиме нова концепција. Концепцијата бара вклучување на поголем број на луѓе, почнувајќи од оние кои што гасат таму некаде надвор околу пожарите, па до универзитетски професори кои што тоа треба да го вообликуваат во закон и евентуално во подзаконски акти. И целата таа идеја пропадна, односно не ни беше дозволено да направиме сериозна реформа на системот за управување со кризи. Но последните 3 години ќе најдете повеќе мои интервјуа во кои што јас зборувам дека на системот му е неопходна реформа. Еви владата сега најавува реформа, односно спојување на Центарот за управување со кризи со дирекцијата за заштита и спасување. Конкретно еве според вас во која насока треба да се движи реформата? Јас одамна јавно зборувам, значи во многу мои интервјуа последните 3 години, дека е потребно да се формира нова институција која што ќе ги обедини функциите на двете постоечки, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Ние во овој момент на некои места би рекол дека благо се преклопуваме во нашите надлежности, а одредени простори остануваат непотполнити и празни. Односно, тие треба да ги потполни Дирекцијата за заштита и спасување, но за жал во реалноста тоа не постои. Ние имаме се, само немаме луѓе кои што ќе излезат на терен да завршат работа.
составен дел на новата институција која што ќе ги обедини функциите на двете постоечки е формирање на една, условно кажано во наводници, специјална единица за заштита и спасување или специјална единица за search and rescue. Чувствувате ли лично срам кога излезете на терен во однос на опремата која што ја имаат странците кои што доаѓаат на помош овдека во споредба со она што ние го имаме како опрема и ресурси за гасење на пожари? Па, хеликоптерот од Словенија има слични карактеристики како нашите хеликоптери, нема некои големи разлики. Хеликоптерите кои што доаѓа, освен тоа што имавме помоќни, поголеми хеликоптери, како што се Black Hawk, американските Black Hawk, еден од нив или два од нив беа на помош во државата. Нашите хеликоптери не се за подценување. Проблемот е што не се ставени не се добро одржувани сите овие години. Хеликоптерите на армијата, Ми-8, Ми-17, а имаме еден полициски Ми-171, се изворедни силни машини кои што може и текако да бидат корисни. Не само за нив, тука говориме и за противпожарните возила кои што ги имаат бригадите, кои што се стари по 30, по 40 години. Има и поновино, видете, одговорот на вашето прашање би го однел во друга насока. Дали вие се срамете кога на нашата улица ќе гледате стари возила увезени од Западна Европа? Ова е Балкан, ова е Македонија. Возилата на улица кои што секојдневно се движат и кои што изгледат многу убаво, најголем дел од нив се собрани од буништето во Германија и во другите западноевропски земји, но овде имат одлична функција. Меѓутоа, ние имаме проблем секоја година со гасењето на пожарите, а од друга страна ниту општините, ниту државата, реално никој не се залага за да се обнови тој возен парк во противпожарните бригади. Или ќе видиме донација од некоја странска земја, ретко која општина вложува, бидејќи и самите велат дека немаат доволно пари за да купат противпожарни возила. Тоа беше целта на Советот за безбедност. Требаше да се формира работна група која што ќе работеше на две нивоа. Првото е организацијско, второто е набавка на нови ресурси и мислам дека од овде почнаа проблемите, кој ќе ги набави ресурсите. Нам итно ни требат воздухоплови за гасење на пожари. Ние немаме од каде да бараме помош. Денес, последен ден дејствува германските 2 ер трактори. Заминуваат утре двата германски ер трактори и едниот словенички хеликоптер. Остануваме без странска помош. Во Грција беснеат страшни пожари, во Турција беснеат пожари, Албанија, Србија. Насекаде имаме тешки пожари. Ние немаме од каде да побараме помош. ЕУ механизмот е активен, го активиравме пред 15 на дена, но никој не нуди помош бидејќи сите ги чуваат ресурсите за собствените земји или помагат оному каде што е најкритично, како што беше во Грција, каде што пожарот влезе во предградието на Атина. Ние не дозволивме пожар да изгоре живо село. А во Грција пожарот влезе во предградието на Атина. Така што мораме итно да набавиме опрема, затоа што сумата која што изгорена, зборам од финансиски аспект, на изгорената дрвена маса која што ја загубивме ова лето, верувам дека со таа сума може да се купат многу хеликоптери. За нас како држава е поевтино да купиме нови хеликоптери или евентуално ер трактори како поевтина варијанта и тоа ќе не чини поевтино отколку изгорената дрвна маса. Ако на тоа додадеме огромната еколошка штета, вознемиреноста кај граѓаните, ресурсите кои што ги трошиме, затоа што ова чини пари. Секојдневното гасење на пожарите чини многу пари. Ја чини државата пари, се троши гориво, се трошат луѓето, опрема и многу е поевтино да се набави современа опрема и јас сум оптимист дека оваа влада, новоформираната влада, која што се уште 40 на дена на власт, дека итно ќе се погрижи да ја промени, односно подобри ваквата состојба. НИКС системот е дигитална мапа за статус на пожари, дали колку се активни пожарите, колку сили се на терен. Во 2019 година владата донесе одлука со која што системот за управување со инциденти треба да биде задолжителна алатка нели за сите институции. Тоа како НАТО проект започна негде во 2016 година, вие во неколку наврати, колку што успеав да видам, велевте дека во напредна фаза се имплементира, меѓутоа дали системот воопшто функционира? За жал тој не е НАТО проект, туку беше поддржан од НАТО, како надворешен проект. Како надворешен, да. Но овде од старт јас го затекнав овој проект во напредна фаза и ќе укажам дека
има една голема фалинка. Никс значи команден систем, следна генерација на команден систем. Ние правиме се, само не командуваме. Ние не смееме да командуваме. ЦУК координира. И ова е еден од најголемите проблеми. Каде е границата помеѓу координацијата и командата? Каде завршува координацијата, а каде започнува командата? Јас немам моќ да наредам на авионите или на хеликоптерите да отидат некаде. Напротив, ние ги координираме, ние бараме од нив да отидат таму. Тие можат само да кажат не можеме или не сакаме. Команда е нешто сосем друго. Значи, самиот Никс не е алатка која што во овој момент може да биде употребена. Иако некои незини својства може да се употребат, но тоа ти е дуплирање на силите. Ние во овој момент имаме МАКФИС, извореден програм, развиен од страна на проектот Джајка, кој што е поддржан од јапонската влада, од јапонската агенција за меѓународна соработка, и нашиот МАКФИС има многу подобри перформанси од Никсот и ние секојдневно го користиме. После овој интервју можам да ви покажам како МАКФИСот ги дава податоците. Јас во секој момент ја гледам сувоста на вегетацијата и на мојот мобилен телефон. Можам да забележам каде имаме поголем ризик и опасност од појава на пожари, затоа што вегетацијата е многу сува. Јас Значи Никсот воопшто не е во функција, така? Зборував со човекот кој што го имплементираше, го замолував, го убедував, барав од него да го заживее, но тие само откако ќе завршат проектите и од тие проекти има одредени бенефити, додека ги прават и потоа проектите се мртви. Ние имаме и други вакви проекти кои што не заживееја, бидејќи се во реалноста не може да заживеат. Тоа е она што јас постојано го повторувам. Вие на хартија може се да напишете, ние ќе седнеме и ќе направиме еден брилјантен закон. Арно во реалноста тоа не може да функционира. Кога зборуваме за овој проект се набави и опрема. Така? Набавени Каде е опремата? Каде е опремата, тоа сакав јас. Не, јас тоа го прашувам тој кој што набави. Поделена е и таа опрема фаќа прашина. Значи немаме по секаде оному каде што требало, по различни станици, по други институции. Значи се работи за опремата битно не е во противпожарните бригади. Се работи за систем кој што не може да профункционира, немаме капацитет. И јас сакам да се такмичам на Олимпијада, но не можам. Значи не ги исполнувам условите. Ние во ЦУК работиме на чкрги. И овде ја работам со десетина луѓе, сите операции. Покривам по една област со по еден човек. Не дај Боже некој да се разболи, имам незаменливи луѓе. А добар дел од луѓето се апсолутно неупотребливи. Односно, по некој пат ставаме во функција некој вработен, ки ни направи дополнителна штета и потоа треба двајца да ја поправат таа штета. Оваа институција била користена за вработување на партиски кадри, дел од нив кои што не можеле да ги сместат на друго место. Има добри кадри кои што се преминати од македонската армија, но за жал полека заминуваат во пензија. Има една група од војна академија која што за нивна несреќа завршила директно во ЦУК, ги најдов малтене во подрум, затоа што беа на најниските почетни позиции. Ги унапредив сите дојден ги стави во функција. И уште неколку квалитетни луѓе. Ако овде направиме анализа на раководителите, повеќе од 51% имат завршено македонски јазик или педагошка академија. Но се плашам дека 70% од раководителите имат македонски јазик и педагошка академија. Кога некој се одлучил да студира македонски јазик или албански јазик или педагошка академија, тој имал голема желба да биде јазичар. И скако сега, значи, во меѓувреме сватил дека он сака да работи кризен менеджмент и одеднашка станува експерт за кризен менеджмент. Па тога зошто постои војна академија и одсек со кризен менеджмент? Зошто имаме полициска академија, односно факултет за безбедност? Зошто имаме и неколку приватни факултети од областта на безбедноста? Таквите кадри треба да имат предност во ваква институција. Господин Ангелов, ви благодарам на интервјуто. Благодарам. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.